Здраво дечки, после некој дена пауза ради некои обрски што ги имав, сме во уште едно ново видео од овој серијал за JavaScript туторијал на македонски јазик. Во денешната тема ќе се најпрво позанимаваме малку со што е тоа хостинг, а потоа ќе продолжиме со функциите и ќе зборуваме најпрво за functional declaration versus function expression, а во меѓувреме ќе спомнеме нешто и за functional hosting. Потоа ќе имаме и нешто за што е тоа IFI, мислам дека во посебно видео ќе зборуваме за разликите помеѓу pass by value и pass by reference аргументи на функциите. Да започнеме со ова што го имаме денеска. Да го испишеме ова што го имаме. Значи, док одите на интервју за работа, нешто поврзано со JavaScript, голема веројатност дека ќе ве прашаат дали сте слушнали и дали знаете што е тоа variable или functional hosting или општо hosting. Да видим дали во документот имам нешто пишено за тоа. Да, значи имате, може да прочитате овдека нешто, но јас ќе ви го повторам тоа истото. Значи, при креирањето на променливите со клучниот збор var во JavaScript, имаме можност до тие променливи да пристапиме пред истите да бидат декларирани. Да речеме person name да ја крстам променливата, Никола, и ќе ви кажам и зашто не ја именувам name. Малку подоцна. И сега од оваа променлива можем, кога е креирана со var, можем да пристапам пред иста да биде декларирана. Ќе видиме доколку ова го пробам да го испечетам, ќе видим дека ова ќе ми испечети нешто. Значи нема да ми испечети вредноста, меѓутоа ќе ми испечети undefined. Значи променливата некаде постои. Што не е проблем доколку користам const или let. Доколку користам const, ќе види дека ми јави грешка reference error cannot access an initialized variable. Го вратиме со var. Тоа е поради тоа што се случува тој проблем на variable hosting. Во позадина JavaScript при компилација ќе го проведе целиот код и секаде каде што ќе најде променлива декларирана со клучниот збор var, ќе стави на почетокот од документот, ќе го направи ова. И затоа го имаме, кога го печатиме, кога ќе дојдеме во овој ред овдека, значи речеме имаме многу код вака, и кога ќе дојдеме тука го печатиме и ова ни враќа undefined. Потоа кога ќе дојдеме до овој ред, ова исто како да го немаме и само ја менуваме вредноста на истата променлива. Тоа би било тоа за хостинг. Мислам дека и тука немам ништо спомнато. Да, во глобала тоа ми е тоа. Сега рековме ќе позборуваме малку за функциите. Function declaration versus function expression, но ви споменав дека ќе ви кажам зашто не ја користам name за име на променливата пред да продолжиме таа тема. Значи, доколку пробам истиот пример да го направам, само да ја крстам варијаблата name, еднакво Никола, и овдека пробам да испечетам варијаблата console.log name и стиснеме run, нема ништо. Ајде да видиме дали има нешто друго. Значи name е еднакво плюс name празно. Значи ова променлива name од некаде веќе name е undefined, туку има вредност на празен стринг. Тоа бидејќи ова име, ова променлива веќе ни постои како глобална променлива во window објектот. window.name. Тоа ни е скроз истото. И ако не се лажем, ако ова го ставам сега полу, видиме што ги се случи. Како што гледаме, window name одеднаш ни станало, значи, Никола. Не нашето name, туку window name. Значи, бидејќи името на променливата е исто и тоа вели, window name сега ќе ми се вика Никола. Значи, затоа ваквите променливи името name не е препорачливо да го користите, бидејќи доведува до збунувачи проблеми.
Айде да видиме сега за Functional Declaration versus Function Expression. Значи Function Declaration ни е оно типично декларирање на функциите со помош на function клучниот збор, името на функцијата, параметрите и во овие загради ставаме што таа функција ни прави. Значи, ајде да скопирам овој код, не е многу, може да го скуцам, но ме мрзи. И како што гледаме, значи истиот проблем со, да го наречам проблем, го имаме и со function клучниот збор. Значи до променливата може да до функцијата може да пристапиме и пред да ја декларираме. Како што гледаме, никога не се испеши. Значи овдека во овој ред имаме декларирана функцијата, да речеме имаме многу код, но и потоа многу код и потоа ја декларираме, се извинувам, а пред тоа негде на почетокот на кодот ја повикуваме функцијата. Значи исто ни се случува како со хостинг со променливите. Значи, кога ни се компилира кодот, JavaScript ќе рече, сите функции што ги имам, јас си ги ставам на почетокот од документот, без разлика кај се напише. Значи, ќе ви го во позадина изманипулира кодот, ќе ви премести некој работа. Сите функции што ви се ќе рече, ќе ги преместам скрос на почетокот, така да ти кога ја користиме функцијата, таа веќе некаде горе ни е декларирана. Докато истото го пробаме со function expression, значи function expression ние кога во променлива ја ставаме функцијата. Овдека користиме анонимна функција за истото. Ќе го скопирам кодот. Function expression, и докато пробам да ја повикам оваа функција пред истата да биде декларирана, function expression, како што гледаме ни фрла грешка reference error cannot access uninitialized variable. Значи ова не може да го правиме на овој начин. Друго за што реков дека ќе зборуваме денеска е нешто што се вика IFE. IFE. Значи исто и ова може да ве прашаат на интервју за работа. Тоа е нешто што JavaScript immediately invoked function expression, значи е врзана со овие function expression што ги спомнавме и е начин да ја повикаме таа експресија или функција веднаш откако ќе ја креираме. Ќе ги копирам двата примери. Едното е со анонимна функција, а другото е со arrow функција. Значи, за да направиме IFE, се што треба да направиме е функцијата да ја врапнеме или да ја замотаме во мали загради, како што гледате имам отворена заграда пред function клучниот збор и затворена заграда веднаш после затворената заграда од функцијата и потоа ја повикувам таа функција. Значи на овој начин, иако ми е unnamed, значи не ми е name функцијата, нема име, тука е анонимна, можем да ја повикам. И што гледате во двата примери ми се печете Никола. Исто, значи и со arrow функцијата, значи ја врапнувам во овие загради и после ова заграда ја повикувам. Дури овдека мислам дека можем да ја повикам и вака, ако не се лажам. Мислам дека ќе работи. Да, а овдека мислам дека нема да работи. Да пробам чисто. Да, тука не работи. Значи, затоа препрашливо, значи ја врапнете во овие загради и потоа ја повикате. Значи, тоа ни е IFE. Да видам дали има уште нешто. Остана уште pass by value и pass by reference, меѓутоа, како што реков, за тоа ќе снимам посебно видео веднаш после ова. Така да, дечки, поздрав до наредното видео. Во меѓувреме, кликнете subscribe доколку не ви е тешко на каналот, па кога ќе дојдеме до 1000 subscriberi да почнеме, не сакав тоа, туку сакав да видам колку имам subscriberi, мислам дека се 920 последно колку што видов, 920. Планирав, како што реков, да се надеваме дека допред да почнам да снимам видеа за React, дека ќе има барем 1000 subscriberi, така да доколку не ви е тешко, кликнете едно subscribe, кликнете лайк на видеата и така натаму. Значи, видеа, реклами
кој што реков, стојам на зборот, нема кој што гледате на нито видео, нити реклами, нити спонзорирано содржини и ово чисто го правам, значи од кеф, не го правам ни за пари, ни за ништо друго. Така да, дечки, уште еднаш поздрав до наредното видео.